насилството врз децата во Македонија. Оваа кампања ќе трае 1 месец, а за неа многу повеќе од новинарскиот запис на Сунчица Стојчевска. Дали денеска го гушнавте вашето дете? Колку од вашето слободно време му го посветивте нему? Времето го минем со незе кога сум слободен, кога сме послободни. Иначе нормално родителска љубов према детето секогаш треба да како родител да пружиш према детето. Колку што можам. Целосно кога сме дома. Јас и сопругот. Веќе на работа, меѓутоа да. Претежно на него центар на внимание. Секој дете има потреба од внимание, нега, љубов, разбирање, осознавање на се она што се случува околу него. Овие нормални потреби треба да им ги овозможат родителите. Родителската грижа и воспитувањето треба да биде на прво место, велат педагозите. Значи, оние родители кои се загрижени за своите деца, наоѓаат во секаква комбинација и време и љубов за нив. Но сепак голем е бројот на оние деца кои што можеби имаат еден родител покрај себе постојано, значи што не е вработен, а сепак на детето не му посветува доволно внимание, ја нема онаа грижа на љубов, на гушкање. Поттикнати од порастот на бројот на јавувања поврзани со насилство на бесплатната SOS линија, првата детска амбасада во светот Меѓаши одлучи да стартува со кампања против насилството врз децата. Граѓаните, односно државните институции треба да поведат сметка за превенција на насилството врз децата и во училиштето, и во местото на живење, и во семејството. Значи, прво упативме на позитивистичка порака со билборди каде што на илустриран начин сакаме да допреме до граѓаните да се фокусираат кон најмилите, најблиските, тоа се децата, да им обрнат внимание, да ги прашаат како го поминале училишниот ден, што има ново кај нив. На тој начин сметаме дека поголема фокусираност на возрастните, односно родителите кон децата, ќе ја намали агресијата која секојдневно ја имаат меѓу повозрастната популација во борба на обезбедување на средства, екзистенција, работни проблеми, работни обврски. SOS линијата за помош се почесто е зафатена. 18% од оние кои се јавуваат се деца жртви на насилство. Освен физичкото насилство, тука морам да го напоменам и психичкото насилство, кое што се базира врз, да речеме, психички навреди или еден вид на психичка тортура на возрастните или родителите врз децата. А како највисока или најпатолошка категорија на насилство е и сексуалното насилство на возрастните врз децата, која понатаму може да се продолжи и во педофилија и во детска порнографија. Децата заслужуваат повеќе љубов и внимание. Овие потреби се неостварливи за оние кои растат без родители или во семејства каде што царува насилството. На децата жртви на насилство потребна им е помош, а тоа може да се оствари со поорганизирано дејствување на сите социјални институции кои детето го ставаат на прво место.